секој ден од нашиот живот, а се повеќе да се прилепуваме кон понизноста. Првиот библиски текст ни се наоѓа во книгата на пророк Даниел, 4 глава, од 26 до 34 стих ќе читаме, и потоа прво послание на апостол Петар, 5 глава, или вака. Откако мина 12 месеци, одејќи по царските дворци во Вавилон, царот рече: зар не е величествен овој Вавилон што го изградив како дом на царството со силата на мојата моќ, за слава на моето величие? Уште му беа зборовите во устата на царот, а од небото се чу глас: за тебе зборуваат царе Навуходоносоре, царството ќе ти се одземе и ќе те одвојат од луѓето, па ќе живееш со полските зверови, со трева ќе те хранат како вол, и 7 години ќе минаат преку тебе, се додека не узнаеш дека се вишниот владее на човечките царства и дека ги дава кому сака тој. Веднаш се исполни тој збор на Навуходоносор, и тој беше прогонет од луѓето. Јадеше трева како вол и телото негово го наквасуваше росата небеска, така што влакната му израсна како кај орел и ноктите му беа како канџи кај птиците. Но откако се изврши тоа во оние дни, јас, Навуходоносор, ги кренав очите кон небото и разумот се врати во мене, па го благословив Севишниот, го восфалив и го прославив вечно живиот, чие владение е вечно и чие царство е од род во род. И сите што живеат на земјата ништо не значат. Тој действува според својата волја, како во небесната војска, така исто и меѓу живите на земјата, и нема никој што би можел да се противи на раката негова и да му рече: што правиш? Во тоа време разумот се поврати во мене, и славата на моето царство ми се поврати, и величината на поранешниот вид. Тогаш ме побара советниците мои, великодостојствениците мои, и јас бев повторно издигнат на царството свое, и величието мое уште повеќе се издигна. Сега јас, Навуходоносор, му оддавам слава и го величам небесниот цар, чии сите дела се вистински и патиштата негови праведни, и кој има моќ да ги понизи горделивите. И вториот библиски текст кој ни се наоѓа во 1 Петар, 5 глава од 5 до 11 стих. Исто така и вие помладите, покорувајте им се на старешините, а сите пак покорувајте се еден на друг и здобите се со понизност, бидејќи Бог им се противи на горделивите, а на понизните им дава благодат. Понизете се под крепката рака Божја, за да ве воздигне кога ќе дојде времето. Сите ваши загрижености префрлете ги врз него, зашто тој се грижи за вас. Бидете трезвени, бидете будни, зашто вашиот противник, ѓаволот, обиколува како лав што рика и бара некого да проголта. Спротиставете му се со тврда вера, знаејќи дека такви страдања ги снаоѓаат и вашите браќа по светот. А Бог на секоја благодат, кој ве повика за својата вечна слава во Исус Христос, сам по своето кратко страдање, да ве усоврши, укрепи и направи непоколебливи, нему слава и власт во сите векови. Амин. Еве, драги браќа и сестри, видовме два прекрасни текста, богати, содржајни, кои што изборуваат за гордоста и за понизноста. Бог ова утро
сака сите нас да не заштити. Да не заштити од еден ваков подмолен греф, кој што незабележливо може да навлезе во секој еден од нас. Всушност, гордоста е присутна кај секој човек. Но разликата е во тоа во кого е повеќе изразена, а во кого е помалку изразена гордоста. Колку повеќе ја храниме, таа повеќе ќе биде изразена. Колку помалку ја храниме гордоста и даваме важност и приоритет, таа помалку ќе биде изразена во нашиот живот. Меѓутоа, дали сме се запрашале и сме размислувале за неја, за гордоста? Што е тоа гордост? Што значи да бидеш горд, горделив? Гордоста значи да се истакнеме себе си, а не Бог. Да ги истакнеме своите способности, своите дела, своите знаења, да го истакнеме тоа кој што ние го правиме, тоа кој што ние го имаме, наместо Божјото, наместо тоа што Бог го прави за нас, наместо Божјата величина, ние да зборуваме за неја, често пати ние зборуваме и гледаме во нашата величина или во тоа кој што ние го правиме. Словото Божјо ни зборува исто така за паднатиот ангел. Во Езекијел 28 глава од 12 до 17 стих ни се вели вака: Сине човечки, плачи за тирскиот цар и кажи му: вака вели Господ Бог, ти си печат на совршенство, полнота на мудроста и венец на убавината. Овде се зборува за Луцифер, за паднатиот ангел, пред да стане ѓавол и да биде фрлен на земјата. И продолжува словото, вели вака, 13 стих: Ти беше во Едем, во Божјата градина. Твоите облики беа украсени со секакви скапоцени камења: рубин, топаз, дијамант, берил, оникс, јаспис, сафир, тиркис, смаргат и злато. Сите вешто искаени и нанижени на тебе, приготвени во денот кога беше создаден. Забележете сега што се вели за тој ангел. Ти беше помазан херовим, заштитник, и јас те поставив за тоа. Ти беше на светата Божја гора, одеше среде огнени камења. Замислете, ти беше совршен во патиштата своји, од денот кога беше создаден, се додека не се најде во тебе беззаконие во срцето. Во твојата обилна трговија се исполни со неправда и ти сгреши. И јас те соборив како нечист од Божјата гора. Те истерав тебе херувиме, заштитник среде огнени камења. Од убавината твоја се возгордеа срцето твое, поради богатството твое си ја загуби мудроста своја, затоа јас те соборив на земја, те предадов на подсмев пред царевите. Ете, гледаме едно прекрасно Божјо создание.
ангел, совршен во сите своји патишта. Бог го направи толку силен, моќен светлоносец, поставен, вели, на Божјата света гора, помазан херувим. И токму таа гордост го собори. Бог му подарил убавина, интелигенција, мудрост, но зашто му послужија тие нешта? Да се возгордее, да погледне кон нив и да каже: види колку сум убав, колку сум силен, колку сум моќен. И тој се возгордеа. И тука, браќа и сестри, ние забележуваме едно нешто. Гордоста од ангел може да направи ѓавол, Сатана. Само кога човекот ќе си придаде на себе си чест, слава, величие. Тоа истото го гледаме и кај Навуходоносор. Слична постапка. Што се случува кај него? Царот, вели 26 стих, откако мина 12 месеци, одејќи по царските дворци во Вавилон, царот рече: зар не е величествен овој Вавилон што го изградив како дом за царството со силата на мојата моќ, за слава на моето величие. Тој во еден момент излегува во неговите дворци, го гледа Вавилон, царството негово, и цело време ние забележуваме во Словото како зборува во прво лице еднина за себе си. Го изградив. Мојата моќ, со силата на мојата моќ, за слава на моето величие. Секогаш за себе си зборува. Себе си се гледа. Тоа кој што тој го постигнал, тоа кој што тој го мисли дека тој го, направил. И продолжува Словото, вели: уште му беа зборовите во устата на царот, а од небото се чу глас: за тебе зборува царе Навуходоносоре, царството ќе ти се одземе. Се извинувам. Бог се јави. Оној кој што се му даде. Оној кој што го направи цар величествен. Царството ќе ти се одземе. И ќе те одвојат, вели, од луѓето. Ќе станеш како вол, како звер. Роса небеска ќе ти го натопува телото, ногти, канџи ќе никнат на тебе, влакна, перја. Сето тоа затоа што тој се возгордеа. Словото вели: но откако се изврши тоа во оние дни, јас Навуходоносор ги кренав очите кон небото и разумот се врати во мене, па го благословив Всевишниот и го восфалив и го прославив вечно живиот, чие владение е вечно и чие царство е од род во род. Кога помина времето, разумот негов се врати во него. Затоа што гордоста му го беше одземал разумот. Тоа го гледаме во 33 стих. Вели: во тоа време разумот се поврати во мене. Гордоста
ја има таа способност да го одземе разумот на човекот. Тој може и понатаму да си мисли дека е разумен, но го одзема разумот. Драги брате и сестро, дали ти и јас сме се возгордееле? Пазете, гордоста често пати е незабележлива и затоа е опасна. Ретко луѓето стануваат свесни за неа. Ретко кој човек ќе каже јас сум горделив. Но нека под влијанието на Словото Божие ово утро сите ние да се испитаме. Дали јас и ти сме се возгордеале на тоа што го имаме? Тоа што нашите раце го направиле? Дека имаме и дека можеме многу повеќе од другите луѓе. Луѓето денес се гордеат со се и се што имаат. Со богатството, со имотот, со високо образование, со модерна облека, со собственото тело. Многу луѓе инвестираат во своето тело и се гордеат со него. Други се гордеат со разен накид, кој се вклопува во облеката, но им дава краткотрајно задоволство. Трети се гордеат со своите предци, други со своите потомци. И затоа луѓето велат, па јас сум од благородничко семејство. Моите родители, моите предци се биле доктори, суди и така натаму. Други пак ќе речат, моите деца го достигнаа тоа и тоа. Направија. Има ли гордост и на религиозна основа, на верска основа? Може ли човекот да се возгорде со тоа што ќе си помисли, па јас знам Библијата. Можам да ги цитирам стиховите на памет. Точно знам кој стих каде се наоѓа и како тој гласи. Може? Може човекот врз себе си да се препише разни заслуги, дека е праведен, дека е чист, дека е многу поразличен од другите. Човекот може да се горде, да се фали со тоа што редовно оди на црква, практикува разни црковни дејствија, зема Господна вечера, дека е крстен и се друго прави, што го бара црквата или Словото Божие, со тоа да се горде. Значи, гордоста од секој аспект во нашиот живот може да дојде и да се појави. И затоа во Второзаконие, 8 глава, 14 стих, сакајќи Бог да го запази својот народ, и му вели вака: гледај да не се возгорде срцето твое, та да заборавиш на Господ твојот Бог, кој те изведе од египетската земја, од домот на робството. Гордоста прави да го заборавиме Бога, подмолно не одделува од Него настрана од Евангелието. Со своите размислувања, со својата убеденост, со својата идеологија, начин на живот, лека полека, незабележливо, тој, односно гордоста, не одвојува од Бог, од црквата, од Словото Божјо, од покорноста кон Него, од понизноста. Затоа што човекот ќе си каже, па јас знам. Ти не ми кажува, јас знам. Јас можам.
И така, полека по полека, станува одделување. Затоа Бог му вели на Израел: гледај да не се возгордее срцето твое, да заборавиш на Господ твојот Бог, кој те изведе од египетската земја, од домот на робството. Кој е лекот за гордоста? Досега размислувавме за опасностите на гордоста, но сега како да најдеме лек? Како да се запазиме и заштитиме? Тоа е покорноста и понизноста, драги мои. 5 стих од првото послание на Петар, во 5 глава, вели вака: исто така и вие помладите, покорувајте им се на старешините, а сите пак покорувајте се еден на друг, издобите се со понизност, бидејќи Бог им се протива на горделивите, а на понизните им дава благодат. Ете овде апостолот Петар дава многу јасни инструкции како да се спротиставиме на гордоста. Како да ја минимизираме. А тоа е, вели, понизноста. Понизност. Не е популарно. Кој сака да биде понизен? Не е привлечно да се понизиш. Да не биде секогаш по мое, по твое, по наше. И си има редослед во 5 стих. Исто така и вие вели помладите, прво зборува за помладите. Покорувајте им се на старешините. Се мисли на црковните старешини, но оние кои што Бог ги поставил за авторитет во црквата, да водат. Покорувајте им се, вели. И овде не завршува словото, вели, а сите пак покорувајте се еден на друг во црквата, издобите се со понизност, бидејќи Бог им се противи на горделивите, а на понизните им дава благодат. Драги мои возлюбени во Христос, се помалку луѓето се покоруваат еден на друг. Потешко човекот ја наведнува својата глава. А гледаме дека небесниот Бог тоа го бара од нас. Гордиот не служи, не разговара со секого, не се согласува со секого, а понизниот служи. Понизниот покажува разбирање. Понизниот гледа колку што може односите да бидат добри и во ред. Понатаму словото продолжува со понизност. Во 6 стих ни се кажува главниот мотив кон кого да бидеме понизни, за да можеме да бидеме понизни кон нашите браќа и сестри, кон старешините. Значи мора прво да се пониземе под крепката Божја рака. И ни вели 6 стих вака: понизете се под крепката рака Божја, за да ве воздигне кога ќе дојде времето. Ете, ние гледаме две нешта во 6 стих. Првото нешто е човекот да се понизи под крепката Божја рака, кој што укрепува, кој што дава сила, кој што помага. Под неја да се пониземе. Зошто? Ни е дадена и причина. За да ве воздигне, вели Бог, кога ќе дојде времето. Значи, целта на Бог не е ние да бидеме
доле, понижени цело време, но тој има намера да не воздигне, но кога ќе дојде времето, неговото време кога ќе дојде, не нашето, тој сака да не подигне. А ние треба да бидеме спремни да го чекаме Божјото време. И тоа го гледаме кај Навуходоносор. Кога тој погледна нагоре, кога му се врати разумот, Словото Божјо на крајот од 33 стих вели: Јас бев повторно издигнат на царството свое и величието мое уште повеќе се издигна. Навуходоносор уште поголема слава, уште поголемо богатство, уште поголема власт му беше дадена од претходно од Бога. Зошто? Затоа што забележете што кажува пак сега на крајот на Навуходоносор. Вели вака: Сега јас, Навуходоносор, му ја давам славата и честа и величието на небесниот цар, чии сите дела се вистински и патиштата негови праведни, и кој има моќ да ги понизи, кој? Горделивите. Значи на Бог во суштина не му пречи на човекот ако тој има богатство, власт, моќ, ако тој му се покорува на Бога, на небесниот Бог, ако му служи. Не му смета. Но ако човекот го заборави Бог, тогаш му смета. И Бог тоа не го сака. Бог си го сака своето чедо близу до себе си. И затоа вели, кога ќе се понизете, Бог пак ќе ве воздигне. Многу повеќе ќе ви даде од тоа што претходно сте имале, бидејќи се понизеле под крепката Божја рака. И за крај, браќи и сестри, нека да погледнеме кон единствената личност кој што најмногу се понизи, покаже најголем чин на понизност, а тоа е Исус Христос. Исус се понизи за нас. За тебе и мене. Веруваш ли во тоа? Го веруваш ли тоа? Исус им ги миеше нозете на учениците. Во Филипјаните, 2 глава, 7 и 8 стих вели вака: Но сам себе се понизи, земајќи лик на слуга, се изедначи со луѓето и по изглед се покажа како човек. Сам себе се понизи, послушен се до самата смрт, смрт на крст. Исус Христос се понизи најниско колку што можеше, затоа што таму гледаше возвишеност на човекот. Понизноста се исплаќа, браќи и сестри. Понизноста не омаловажува, но ни дава многу поголема вредност во Божите очи. Затоа Исус Христос преку понизноста ја расна гордоста на крстот. И затоа сега нашата гордост да му предадеме нему. А тој за возград ќе ти даде уште поголема возвишеност преку понизноста. Изреките и псалмите се полни со пораката дека Господ мрази гордоста, а ја сака понизноста. Да бидеш понизен е многу подобро од тоа да бидеш горд. Гордоста спречува, а понизноста овозможува сите грижи да ги префрлиме на Исус Христос. Бидејќи 7 стих вели: Сите ваши загрижености префрлете ги врз Него, зашто Тој се грижи за вас. Ако си горд, нема да ги префрлиш своите грижи на Бог. Ќе пробуваш сам да ги решиш проблемите. Затоа понизноста овозможува сите наши загрижености да ги предадеме
на Бога. Гордоста спречува, а понизноста возможува да бидеме трезвени и будни. 8 стих ни вели вака: бидете трезвени, бидете будни, зашто вашиот противник ѓаволот обиколува како лав што рика, бараки некого да проголта. Често пати гордоста знае да не така замај, зашемети, да не бидеме будни, да не бидеме трезвени. Ако бидеме понизни, тогаш ќе бидеме и будни, браќа и сестри. И како последно нешто, гордоста спречува, а понизноста возможува да се спротиставиме со тврда вера на ѓаволот. 9 стих. Спротиставете му се со тврда вера, знаејќи дека такви страдања ги снаоѓаат и вашите браќа по светот. Ѓаволот не треба да го гониме. Треба да му се спротиставиме со тврда вера, драги мои. Ако бидеме горди и си мислиме дека сме силни, нема да можеме да му се спротиставиме. Но ако сме понизни, ќе можеме и тоа како да му се спротиставиме со тврда вера. Затоа за крај, брате и сестро, Бог денес сака да ти каже на тебе и на мене да не бидеме горделиви, но да се пониземе пред Бога, сите ние, за тој да не возвиши. И нека последната песна која што ќе ја пееме за Божја слава да биде и наша молитва. Да мислиме на зборовите кои што ги пееме за Негова слава. Господ да ни даде да се надпреваруваме во почитувањето еден кон друг. Слава и чест нека му е нему сега и во сите векови. Амин. Ќе се исправиме за молитва. Господе, слава, чест и величие нека ти е на Тебе. Фала Ти за се што ни даваш, за се што имаме, многу и малку, тоа е Твоја заслуга. Ти си ни дал и славата и честот нека ти е на Тебе. Господе, Ти си достоен за Тебе, Господе, да се жртвуваме и за Тебе да направиме отстъпка, Боже, за да можеме да се приближиме до Тебе, да те спознаеме Тебе и да Те даваме славата и честа и величието. Фала Ти што ово утро Ти сакаш да не заштитиш од тој опасен греф на гордоста, кој што тајно, ненадејно надоаѓа во човечките срца, поготово во верните, и стануваме несвесни, Господе, мислејќи дека се знаеме, дека се можеме, дека ние сме тие кои што никој не е како нас. А тоа е најопасното нешто. Заштити не, Господе, и благослови не. Заштити ги нашите семејства. Почни од нас дома, од мене, Господе, од нашите семејства, и приближувај не до Тебе. Спомни си за нашите деца, за нашите фамилии, Господе, да не во нешто, Господе, се погрешиле и се возгордеале во срцата своји. Те молиме, Господе, и за местата, за работните места, таму каде што се движиме околу нашите луѓе, нашето соседство, Боже, и таму да дадеш мудрост како да се однесуваме, да не бидеме горделиви, да бидеме понизни и со љубов да се однесуваме едни кон други. За црквата ни те молиме да ја благословиш, да дадеш понизност, Господе, едни кон други, да се понизуваме кон старешините, кон оние кои што Ти си ги поставил да раководат, Боже,
едни кон други сите како браќа и сестри да бидеме понизни и да бараме Твојата волја. Те молиме, Господе, и за државата ни, за селата ни, да дадеш понизност и богоугодност да ја бараме Твојата волја. Сега те молиме да не испратиш по нашите домови со Твојот мир и благослов и Ти да бидеш прославен. Во името Твое се молим, Исусе Христе. Амин. Може да седнете. Сите заедно ќе го прославиме Бога со песната 360. Вера Ти ми даде, Боже, но и дела дај ми Ти. Братска љубов Ти ми сади и со нежност исполни. Целата песна број 360. Bratska
слушаме децата. Благодариме, деца. Што се однесува до информациите, на 1 февруари ќе има отчет на благајникот за 2025 година. Бидете присутни на отчетот. Тоа се информациите. Сега ќе ве замолам да се исправите. Ќе испееме за Божја слава песната број 394 и потоа благословот. Благодата на нашиот Господ Исус Христос и љубовта на Бог Отецот и заедништвото на Светиот Дух нека бидат и останат со сите вас. Амин. Ова богослужба е завршена.